лозарите пред агрокомбинатот Тикош. Да ни појасните зашто станува збор, како проблем има? Малигани немало, нали? Вчера имаше 19,80, помина. Денеска 20,70, требало 21 да има немало малигани. Колку треба да има малигани, ја не знам. Фактички би го вратија грозот. Да, вратено е така, но колку долу. Колку грози имате? Ами тракторите нека има 2 тона грози, не е битно. Колку, зашто го вратат? А вчера поминавте со помалку малигани. А од исто лојзе, помалци малигани, од исто лојзе помина, денеска немало малигани. И според вас што е причината? Ми не знам, сакат без пари да го земат грози. Сакат 30 малигани, 25 малигани да турат вода, они од тоа сакат, не сакат повеќе од два, ако му не доа мана на воа на вие малигани, ја не знам што сакат повеќе. Што беше проблемот кај тоа? Не, проблемот е, значи покани имаме, вчера испадна 22 со 2. Сега испадна 20 на сондата. И у случајот вика 21 бараме и го враќат грозите. Значи тоа е, сега ние не знаеме што е проблем. Како може, има истакнато на лицено дека вакво од Колку малигани е според истакнатото? Од 18,50 треба да го примат грозите. А кај им не испадна 20 и го нечат грозите. Значи тоа е проблемот. Ние не знаеме како да го решиме тоа, како да Вчера го примија без проблем. Да, добро, вчера го примиали, тоа беше 21 испадна. Од исто. Од исто лозе. Да, од исто лозе. И сега воа испадна 20. Значи, А тие бара 21. да, тие бара 21. И што да направиме, не знам. Господине Јошев, лозарите штрикуваат на капијата на агрокомбинатот Тикош. Што се случи на состанокот? На состанокот вака имав состанок, а додека разговаравме беше вклучен и господин Свете Јанев. Тој на еден начин нас не понижува. Не вика дека он не бил милостиња, си сакал роба и таа договорената роба што била месна грозе до 21 шеќерни единица да го зема. И после расправите што ги имаме меѓу нас, пак наново они се има посебно состанок вработените и на крајот Свето Јанев одлучил кој сака да го дава гројзето, а со шерно се сето ова што е вратено гројзе од 20 до 27-28 шерни единици. Сето гројзе што е вратено да го земалете како милостиња, ама да го плател по 8 динара за дестилат. Али ова гројзе не е дестилат, ова гројзе за маџун, а не е за дестилат да го плаќа по 8 динара, а после некад што ќе го плате по 8, него ќе растуре цената во цела држава кај што откупуваат гројзе, сите ќе почнат по истите постапки како лани што ни изиграа. Мораме да му појасниме на луѓето, значи проблемот настана поради фактот што луѓето добија покани за берба, Да. се знаеше по кои шеќерни единици, значи до 20, од 19 нагоре. Меѓутоа сега кога го донесоа грозето во Тикош, му барат од 21 шеќерна единица па нагоре. Точно е. Тоа е вака сега до 20,30 беше до вчера и до вчера беа задоволни лозарите, пошто си врвеше гројсто од 18,02 до 19,30 си врвеше по 12 динара, а ова другото до 21,30 си врвеше од 20 малигана 0,05 до 21,30 одеше по цена од 13 динара. Али сега они изненадно ова го кажа и луѓето му мереле некои, точно е. Тие се сите кооперанти негови. И срамота да ги враќа. Мереле они, али човек како човек ќе земе 5 гручиња. Од тие 5 гручиња земал нивата и местоположбата не е иста, пониско, повисоко. И ете грешил на пример шеќерност, излегла 22. И сега или 21,2,3. Сега кога ќе дојде тука излева 20,7, 20,8. И сега тие истите кооперанти што носат гројзе 10 години, сега ги враќа надвор. И сега надвор луѓето што да прават со тоа гројзе? На друго место не откупуваат. Сега тоа немаат садеви дома да го варат ракија, сега што ќе го прават? Инаку тоа е квалитетно гројзе. Ке почне да ферментира сега во приколка. Абе сега не, ама од утре се бајале ќе почне ферментира, нормално ако не се запраши сумпар. А морам да напоменам дека со вас на разговорите со господинот Јаневски беше и градоначалникот, беа и пратениците. Кој е сега ставот на лозарите? Ставот на лозарите се револтира, не може прашате тука, затоа што подценувачки ти
Лани го зимаа гројзе со 18, со 19, 20 вранец. Вранежлива година. Од каде сега во излезе шеćerни единици, пошто и тука не украдија. На ова на 12 динара реална цена беше таа. Али тука лани беше до 20 шеćerни единици 13 динара. А сега обратно, тука една шеćerна единица не украдија, нека што не украдија, тоа е 0,65 пари. Туку сега еве од 21 доле не те го прима. Кај ќе носат луѓето? И како може на нивата да го измериш точно како ќе излезе, ќе скинеш групчиња кои ќе го мерат тука, излева 21, сега на вагата излева 20,7. И што да прават они? Кој е крив тука? Нека си земат они од лабораторија човек. Нека оде на нивата, од сите краишта, нека земе, нека му даде белешка, одговорноста да биде Љупчо му е тука вработен по таа работа. Како може за високосортното му требе, оде Љупчо мере, му дава белешка, бери. Нема што да носи примери, тоа што он мере, Ревонски. Они готови нису. Убаво кажа. До зрно да се откупи. Не мора тиквиш да питаме нека откупат другите бе. Нека си најде државата решење на Горе најде. тие со ногти Балкани, таму тие Цента и нацртани, подписи не знаат лака како е дја со Не ли е валидно тоа? Некои на 19 зима. Тоа е пуштено на Фейсбук. Ова им горе тоа како вчера со 19,7 речи овде 13 динара. А сега 20 малиганите вика, Се договориме ни, Гоце, заменикот каже, ја не може да одлучам, треба да одлучи газата свето. Испаднаа настана во една соба, 5 минути не викнаа. Прифачеме за овие трактори само за преработка на дестилат. Цената ќе биде 8 денара. Те излуштаме сега. Ни веднаш му напишаме на премиерот рече остаткот од 13 денара ќе го покријам јас. Ако прифанат лозарите, ако не прифанат тоа. Абе, тие пари се од нас бе, не Тоа сакам да го кажам. Али изборуваме само за денеска. Дани милост, чекај, милост од државата. Ваа година не е државата плати. Они тоа го Не, значи не го даваме ни на државата. Скроз сваќам и сме на ваша страна, ама еве не прифаќам. Нека не прифати, не му даваме. Еве да ги чуеме последните информации од господинот Дано Јошев. Кој е ставот на лозарите, што се случува во моментот? Вака сега, ставот на лозарите, да видиме прво колку трактори се вратени. И не може некој да зафракава сега 8 динара, па Заев да го доплатил 4 динара. Пошто лани винаријата Тиквеш откупуваше по 6-7 денари килограм гројзе. Бело 6, вранец 7. Јас до премиерот Заев испратив 10 попис, 10 вако писма. Од тие 10 писма ништо, нити господинот Заев, владата, мислам и државата, не најде можност да ги обештете лозарите, тоа што беше од 7 до 11, нити пак нити па Заев што обече од владата, нити владата не исплати, нити па Тиквиш не доплати. И лани беме оштетени по 4-5 денари. Чекај, по 4-5 денари. А сега пак Заев да доплачал, Заев тие не се негови пари. Затоа што лани не измами, не може оваа година пак да намаме. Ова гројзе се родило и мора винаријата Тиквеш да си го откупе, пошто овие кооперанти се нивни. И сега ќе видиме како ќе решат лозарите, ако решат да го истурат гројзето, нека го истурат. Гројзето се нивно, на нивни ризик, ако сакат да го истурат, нека се го истурат. Градоначалниче, состојбата пред агрокомбинатот Тиквеш, односно пред винарска визба Тиквеш, е таква каква што ја гледаме во моментот. Лозарите незадоволни од одлуката на винаријата,
го изфрлаат, односно го истураат иратот пред капијата. За жал ситуацијата таква како што ја гледаме. Денеска заедно упорно со 20 пратеници кои се тука во Кавадаци ги застапувавме лозарите и пред винарската визба Тиквиш и пред сите. Меѓутоа одлуката на винаријата е да е под 21 малиган шеќерни единици на вранецот не го прима гројство. Голдотата е голема за лозарите, гревот е голем, а најголемо е тоа што сите имаат покани денеска да берат грозје и да го донесат гројство винарската визба Тиквиш. За жал, оние кои што остапуваат со минимални остапка на трета децимала, а тоа не е 21 милиган, него е 20,7, 8, 9 или 6, ги враќаат назад и нема го примаат гројство. Приморани луѓето дека нема кај да го носат грозјето, а имаат покани за берба денеска, во страна на револт заеднички одлучија да тоа грозје кој што го враќа Тиквиш го искипаат во предкругот на Тиквиш врз основа на нивните покани кои што ги имаат дадени. Не знам како ќе се случува во иднина и како ќе ги намираме овие проблеми. Ова година имаме прекрасно грозје, можеби и најдобра година, здраво грозје со добри шеќерни единици и не знам од каде се критериумите дека треба да биде минимално 21 милиган за да го примат. Тоа е одлука на менеджментот. Верувам дека од утре натаки, ние како локална самоуправа, пратениците како народни пратеници, пред се во интерес на лозарите заеднички сите, да ги застапуваме лозарите и да бареме начин со Министерството, со владата, со сите релевантни фактори, да ова се надмини, да не се случуваат такви настани кои што верувам дека никој не сака да ги гледа, а и се морбитни кои што иратот цела година некој го гледал да на овој начин заврши. Градоначалниче, малку е симптоматично што ваквата одлука на винаријата доаѓа, јас би рекол веднаш по изјавата на министерот дека сето грозде годинава ќе биде собрано. Министрот даде изјава дека цело грозде ќе биде откупено, дека цената ќе биде минимална 13 со 11. Постоа винаријата си носи одлука денеска дека ќе прима минимално до 21 милиган, од понеделник до минимално 22, а после ги дига критериумите на 23 милигани. Луѓе, ова не е нешто што може да го порачиш на пазар, жива материја грозје кој што има ценовници, има институт за технолошка зрелост, значи над 19-20 милигани според сите критериуми кои што ги има институтот, вранецот е квалитетно грозје. А на 20 до 1 да го речеме назад, мислам дека е некоректно, меѓутоа тоа е одлука на менеджментот и верувам дека од утре ќе се разговара на повисоко ниво. Во текот на целиот денешен ден сме заедно со лозарите и некако пратеници. Ова е надпартиска работа и нормално дека сакаме да помогнеме. Си стоиме исто на ставот дека цената треба да се биде таа што е уште на почеток кажана, 13 со 11 динари. Во текот на денот бевме на состанок и со менаџерскиот тим во винарската визба Тиквиш. Понудија некои алтернативни можности, но за жал лозарите не се согласија затоа што во некој дел беа и да кажам подценувачки. Затоа стоиме сите на заеднички став дека треба да се бидат почетните цени, со тоа што ќе се цени трудот на лозарите и се што е најавено уште од почеток и договорено, така ќе си продолжи понатаму. Во целиот ден сум во комуникација и со премиерот, и со министерот и можам да кажам дека грозјето кое што денеска не е примено во денешниот ден, кое што е вратено или истурено, дека ќе се изнајде начин и ќе биде цело обештетено. Лозарите треба да си продолжат натаму да си работат, значи да бидат мотивирани. Вакви ситуации секако се непосакувани како ова ситуација денес. Ние како народни пратеници и градоначалникот секогаш сме тука со нив и сме на нивна страна. Сепак сме ние народни пратеници. Еве сведоци сме на ова немила ситуација која што се случи денес во попладневните часови пред винарската визба Тиквиш. Уште од раните утренски часови после 10 часот беа враќани лозарите со тракторите полни со квалитетно тиквешко грозје, затоа што немале некои си нели малигани, но или шеќерни единици. Сепак овие лозари сите имаат покана да го донесат својот род по ценовник и по цени кои што се истакнати овде во винарската визба Тиквиш. На состанокот на кој што бевме внатре во просториите на винарската визба Тиквиш, каде што имаше и представници од регионалното здружение Тиквишки лозарово Шари и ние, бевме на некој начин
на такво составно каде што имаше ултиматум од страна на винарската визба Тиквеш начело со нивниот менаџер. Ние тоа веднаш, односно јас веднаш го одбив, не го прифатив тоа, бидејќи е поценувачко. 8 денари за 20,7, за 21 шеќерна единица, тоа не доаѓа во предвид. Ова не било никогаш во овие 30 години за квалитетно грозје од 20-21 шеќерна единица, никогаш не е било. Свето повторно се игра со маката на земјоделците. Сега, еве да не фаќаме политички поени, но мора да кажеме дека на потек е владата. Таа треба да помогне да го реши овој проблем. Ние како пратеници, ние како локална самоуправа, како градоначалник, ќе стоиме секогаш на страната на лозарите и ќе бидеме тука се додека не се реши овој горлив проблем. Какви ситуации ќе произлезат не можам да гарантирам, за тоа што лозарите се, нели, разочарани, гневни. Еден од министрите нека дојде тука, или еден од Скопје или од винарските визби, менаџерскиот тим, еден ден да биде само на лозовите насади па да види како е маката. Неубава ситуација со која што јас не се сложувам со овие уценувачки цени кои што ги кажа винарската визба Тиквеш.